Денеска е 4 февруари, среда, а вие гледате попладневни вести на Слободен печат. Министерот за здравство Азир Алиу лично смета дека мозоците кои биле извезувани за научни истражувања на Универзитетот Колумбија во Њујорк биле извезани по протокол, иако нема ниеден доказ и ниеден документ во јавноста. Слободен печат се обрати и на Универзитетот и во македонските институции, каде што го побаравме протоколот. Меморандумот, сите достапни документи од проектот, но никој не ги споделува. Обвинителството отвори истрага и ќе ги бара по службен пат сите документи. Истражувачкиот проект почнал во 1996 година со меморандум подпишан од двете страни. Ние како Министерство за здравство не сме надлежни за тоа, бидејќи меморандумот е подпишан меѓу Универзитетот Колумбија и МАНУ или Институтот за судска медицина. Ние како Министерство сме надлежни за дозволата за извоз на материјал и се фокусираме на тоа. Тоа го анализираме. Не треба да брзаме со информации за можни злоупотреби. Јас барам од групата во Министерството за здравство да утврди како биолошкиот материјал стигнал од една во друга држава, рече министерот. Тој додаде дека се плаши дека некоја институција може и да ги нема сочувано материјалите. Јавното обвинителство соопшти дека врз основа на повеќе објавени информации во медиумите подопрен глас оформило предмет поради наводите од објавените документи во случајот за Џефри Епстин, по кој се актуализираше проектот од пред 30 години за транспортирање примероци од мозочно ткиво од починати луѓе од Македонија во САД, и тоа за научно-истражувачки цели. Имајќи ја во вид природата на наводите кои вклучуваат обработка, замрзнување и меѓународен транспорт на човечки ткива, како и евентуални прашања за усогласеноста со законските и етичките стандарди за експерименти со човечки ткива и примероци, јавното обвинителство оформи предмет со цел да ги испита сите индиции за евентуално постоење на елементи на кривично дело, кое се гони по службена должност, велат од ОЈО. Министерот за здравство Азир Алиу промовираше нов модул за електронска евиденција за елективни хируршки интервенции во јавните здравствени установи. На јавен портал ќе биде достапна листа на закажани елективни хируршки интервенции и ќе има стандардизирани правила на внесување и ажурирање на податоците во системот. Воспоставивме јасен протокол на транспарентен начин да се води електронската евиденција за закажаните интервенции во здравствените институции. Целта е секој пациент да ја добие услугата по принципот прв дојден, прв услужен, рече министерот Алиу. Досега евиденцијата на елективни хируршки интервенции се водеше во системот Мој термин преку издавање упат за операција, но според министерот утврдени се недостатоци во системот. Има ли најмало зло кога станува збор за цигари, загреан тутун или за вејпање? Клиничкиот токсиколог и универзитетски професор Нико Беќаровски за Слободен печат вели дека се што се вдишува во белите дробови, а не е воздух, носи одреден ризик. Разликата е во степенот на штетност, објаснува тој, а не во тоа дали овие уреди се штетни или не. Иако електронските цигари и уредите што загреваат тутун честопати се промовираат како побезбедна алтернатива од класичните цигари, експертите предупредуваат дека само затоа што се поздрави од цигарите, тоа не значи дека се безбеден избор. Класичните цигари остануваат најштетни поради согорувањето, но и кај електронските цигари и кај уредите за загревање тутун постојат сериозни здравствени дилеми, особено поради недостигот од долгорочни податоци. Премиерот Христијан Мицкоски најави жесток одговор по вчерашните блокади од група граѓани поради незадоволство откако полицијата им ги запленила автомобилите кои ги возеле без возачки дозволи. Мицкоски рече дека таквото дивење мора да се спречи, па затоа разговарал со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и дека од полицијата побарал жесток одговор за секој што го прекршил законот. Посебни протести вчера имаше во Битолско и во Кочанско, на кои група граѓани
граѓани палеа гуми, отпад и дрва, блокирајќи го сообраќајот. Жители на неколку ромски населби кои излегоа на блокадите обвинија за дискриминација, тврдејќи дека многумина од нив немаат завршено образование и затоа немаат услови да полагаат за возачка дозвола. Студенти и граѓани се собраа пред специјалниот суд у Тринава по повод почетокот на судењето за одговорните за случајот Генералштаб, помеѓу кои и министерот за култура на Србија Никола Селаковиќ, обвинет за злоупотреба на службена должност и за фалсификување документи, објави Нова РС. Студентите во блокада на белградските факултети претходно најавија собир пред социјалниот суд на улицата Устаничка по повод почетокот на судењето кое започна утрово во 10 часот. Студентите, обраќајќи му се на специјалниот суд по повод почетокот на главната расправа за случајот Генералштаб, нагласуваат дека не сакаат да влијаат врз судската одлука, туку да го истакнат јавниот интерес за постапката која е од големо значење за владењето на правото и за заштитата на културното наследство. Високи украински и руски представници треба да се сретнат денес во Абу Даби на втората рунда разговори со посредство на администрацијата на Доналд Трамп. Дводневните разговори ќе се одржат според моделот на состаноците од минатиот месец, со присуство на делегации од Вашингтон, Киев и Москва. Во последните недели Трамп изгледаше оптимистички расположен и тврди дека крајот на 4-годишната војна е на дофат, но и Москва и Киев ги намалуваат очекувањата. Се уште не е јасно кога Путин и Зеленски би можеле да се сретнат директно. Зеленски рече дека е подготвен да разговара на неутрално тло, додека Кремљ тврди дека Путин би се согласил само ако украинскиот претседател дојде во Москва. Полицијата во Лестер во Велика Британија ги објави првите информации за сериозниот инцидент што се случи вчера вечер во просториите на Универзитетот Де Монфорт во центарот на градот. Според она што беше објавено, властите продолжиле со апсење на 18-годишник, додека е покрената истрага за убиството на 20-годишник по пробудување. Полицијата во Лестер верува дека фаталното пробудување следело по конфронтација. Моментално се обидуваме да составиме што точно се случило помеѓу двајцата мажи кои биле вклучени во конфронтацијата. Се верува дека еден од двајцата бил избоден со нож и се струполил на улица. И покрај напорите на медицинскиот персонал тој починал во болница, изјави високата полициска службеничка Лорна Гранвил. Полицијата соопшти дека патиштата околу кампусот остануваат затворени за да се одржи безбедноста на местото на настанот, а се очекува мерките да траат неколку часа. Бројот на палестинци убиени во појасот Газа од израелски оган денес искачи на 20, вклучувајќи 4 деца, соопштија здравствените службеници во палестинската енклава во нов извештај. Меѓу загинатите е и спасувач кој брзал да им помогне на жртвите од нападот во Кан Јунис во јужниот дел на појасот Газа. Тој бил убиен кога се случил втор напад на истото место, соопштија официјални лица. Други напади биле извршени во градот Газа, каде што според здравствените службеници било убиено 5-месечно момче. Израелската армија соопшти дека започнала напади во Газа откако незините припадници биле под оган, што резултирал со сериозно повредување на еден офицер. Американскиот претседател Доналд Трамп го изрази своето силно незадоволство од инсистирањето на новинарката на CNN Кейтлин Колинс да го праша за случајот Джефри Епстин на неговиот познат начин. Расправијата заврши со тоа што Трамп ја нарече новинарката најлоша, бидејќи никогаш не ја видел да се смее. А се започна кога Колинс забележа дека американскиот претседател се обидува да ги представи најновите откритија како осудувачки само за демократите, додека во досиејата од случајот што беа објавени, Епстин се чини дека имал блиски врски со двајца од неговите сојузници – Илон Маск и министерот за трговија Хауард Лутник. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Се што е ново кај нас и во светот дознавате од нашиот портал. Утре се гледаме повторно. Пријатно.